Леса, ја не ти викам дека мојот став треба да биде вселенски припаден. Ама мој добро. став. Не, него твојот став се коси со тоа што го кажа на почетокот. Сам така. себе се демонтираш. Не се Затоа. демонтирам сам себе. Како не Ти си имаш се- проблем да разбереш, тоа е разликата. Срамота. Женет човек на сред телевизија. Ајде. Ама мора да Срамота. Не можам да Мора да трпам, сега биде- има ниво до кај што можам да се. чекај, срамота е ти да видиш маж што изгледа слаб. И маш под 110 кила, не маш. Ете. Значи, Тука ужас. сме. Тука сме. Близина. Мора да е амбициозен, смирен, сталожен, да не е гласен, да нема проблем со алкохол, порочни работи и така натаму. И тоа е тоа, да има разбирање за сите женски бубици. Па ни на Алиекспрес нема тако виднеш. За мене, извини, не сакам никога да навредам, ама маж кој што се депилира, нема поодвратна работа. Мислам, веројатно и причат кога се депилираат. Мене ми е гадно, значи тоа не можам да го гледам. Жените го чувале Така огништето, е. а мажите иделе во лов. А дали треба од 2026 да живееме исто како која ловевме животни по улица? Ја не знам, вие цело време се буните, ние не сме сватени жените, ние треба да бидеме па бидете кариеристки, ние не ве кочиме до луѓе. Ама ви смета кога не Абе, сме кај ми дома? смета, јас сум од Скопје, човек. Уопште Мене не ништо не ми смета. Ама ти не си- смееш така да размислуваш, тоа е Зашто? погрешно. Не, види, Не, јас не, стварно не. немам проблем. Жената треба да биде Јас модерна, да стварно биде немам- сингл мама, Не. да биде... Не, види, Ја не јас сум стварно сингл немам. мама, Ја зашто не ти сум никога не модерна. зборам за тебе, не знам зашто Не, те не препазвам. зборам Алудираш на дека- мене, мислам, Не сега немам алудирам, ама 12 многу си години. ласкав. Извинете ми, влагате Што од ти е, зашто се у тераш? времето ми влагате. Овозможено од Mint Fintech групација P2P, Осоговски млечни производи. Поддржано од Лимак Хотел, Прохигиена, Ладрија Козметикс, Захарчев Винарија, Флорадикс, Сија Flowers, Кенди, Бела Пац, New Age. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте. Ова е нешто конкретно, ве поздравувам од Хотел Лимак. Денешнава епизода ја започнуваме со реченицата сите мажи се исти, но имаат различни лица за да можеме да ги препознаеме. Ова го изјавила Мерлин Монро, а друга господја додала дека не се исти, туку лажат на различен начин. Но се вели дека овие реченици важат и денес, дури 65 години после кажаното. Па затоа, во денешнава епизода ќе го поставиме прашањето. Дали мажите го унапредуваат својот хардвер, односно својот изглед, а во суштина остануваат со мајндсет или софтвер кој што важи за пред половина век. Вечерва во нешто конкретно прашуваме дали навистина мажите се исти или жените со векови учат да се прилагодуваат на старите модели. Оној кој што ќе се пронајде во темава не би требало да се навреди, туку треба да се унапреди, а оној кој што ќе се налути, тоа значи дека сме ја погодиле темата. Ајде ги, моите гости. Таа е девојката која влегува во сршта на нештата, отворено зборува и одлично и од искуство со учество во најголемиот психолошки експеримент на Балканот задруга. Животот воопшто не ја галел. Нештата секогаш ги учела сама низ потешкиот пат. Тара Симов. Уште како мал е изложен на очите на јавноста преку детските серии, а подоцна и како водител и ТВ лице. Локално беше познат како голем заводник, а фамилиарно последниве години е посветен сопруг и татко, Мартин Трпчевски. Тој е познат како најгласниот адвокат. Судница и простор за докажување му е секоја тема од јавен интерес. А од пред некое време влезе и во водителските води, креирајќи го подкастот Основано сомнение. Јанаки Митровски. Само нека прозвучи нешто конкретно. Значи, официјално почнуваме и веднаш да прашам, дали најавата која што ја прочитав е навредлива за мажите? Да. Мене не ми е. Кога Не. ќе кога ќе видиш дека уствари така. сите мажи се исти, дека е украдено и свртено од она што мажите го зборуваат со векови порано дека сите жени се исти, да. онда немам ја ништо навредливо за нешто што само го смениле. Имаш малце. Океј, ги болело, го смениле нека. Да. Малце си имаш. Содржи елементи, еве ти од Не, твојата ти си професија. имаш така. Јас? Да. Не е ова прв. Добро. Зезам го Тара? како те зезам. Сметам дека по биологија секако и жените се исти и мажите, а за карактерните особини, навики и очекувања од животот, тоа сепак си е само до човекот. Не сметам дека сите мажи се исти, ама сметам дека повеќето на мажите имаат слични очекувања и слични комплекси со кои што се борат од текот на животот. Добро. Па од таму произлегува и тоа старото размислување и така натаму. Добро, тогаш ајде да стигнеме до хардверот и софтверот. Која година ти е хардверот,
апдейтуван, имаш 2026, а софтверот ќе ми кажеш година на производство. Година на производство 86-та, 15 јануар, сега наполнив 40 години, малку ми станува језиво. Знаеш како мите тоа дека си у средни години на 40-50, не барејќи живееме 80-100, ја би рекол дека влагам во последната третина од животот по главе. Сега нормално, тоа никој не може да го предвиди. Се апдейтувам секоја година, редовно се апдейтувам, се регенерирам, се одмарам, читам секогаш кога имам, читам книги секогаш кога имам можност. Сега прочитав некоја под очекувањата крими книга, така да 86 сум година на производство, меѓутоа се рестартирам редовно. Се рестартираш, Да, добро. Океј, Тара, ти? Јас сум родена 2000-та година. Се осеќам малце постар од тоа, така и се однесувам. Меѓутоа, да, не сметам дека сум апдейтирана како што се денешниве, да кажем, генерација помладите, ама мислам дека каскам. Добро, океј. Година на производство на софтверот. Јас се вратив од војска 1993 се вратив од војска. 2000-та више не знам. Не, се зезам. Година на производство 1974 и од тогаш ми имаат вградено софтвер кој што бил напреден и AI. И ден денес само се надополнува AI. Само учи, прави, собира све. Така да софтверот и хардверот се од роѓење, што би рекло Јанак, значи јас сум негде на половина од тачно на половина, мислам 51, да. Половина. Така, на половина сум така, Пола да. век. Добро. Не, на половина од животот. Добро. Како сакаме да го протолкуваме. Добро, ви оди, значи, тоа апдейтот заедно со хардверот или малце поише напредувате у хардверот? Хардверот се гледа кај нас. Да. Значи, хардверот трпи промени. Значи, ние ги пратиме модерните трендови. Добро. Мислам, срамота е ти да видиш маж што изгледа слаб, нели? Вака. Сега не импутирај дека. Не, ама Тара ќе каже мислам, сега. треба мажот да изгледа малку по-крупно. 110 плюс. Ете, И маж под 110 кила, не маж. Ете! Значи, тука ужас. сме. Тука сме. У близина. Не, види, Ние жените сме тие што треба малце да сме така. Мажот не. Ранливи. Да. ја имам проблем да многу варирам со рамен стомак. Последен пат имав втора, трета факултет. Значи од тогаш сум имал рамен стомак, а последен пат сум изгледал така по без не балкански, нели стереотипно балкански, беше кога и тоа си ветивме дека ќе ја повториме таа слика си. Ветивме со Кате Тринити, со Кате Попева, со која што сега демек земавме да се рестартираме. Зашто пред 10 Тренер е, само да кажеме дека е тренер, да не испадне, решиме да се рестартираме со Кате. Пред 9,5 години имаме слика каде што јас тогаш имам последен пат као делимично стомачни, а она беше шајка и тогаш. И сега одемек во јуни-јули ќе сме правеле нова Да слика, што е дојдеш во доста емисија. оптимистички, вака доста краток период, и со дисциплината се поишувам проблем. Добро. Кој е на вас вие и ден денеска прототип на маж? Ајде, Тара, ти прво? Имаш ли некој таков? Или нема? Не. Да постоеше, веројатно ќе беше до мене, така. До сега не сум запознала, ајде да кажам, прототип на мажот каков што јас си го замислам совршен. Меѓутоа, не знам да набројам некои карактерни Па особини. да, дали може би, не знам, од родителите, од фамилијата? Фамилијата не ме интересира. Фамилијата секако се, поготоа машкото дете, ја остава на 18-19 години, иде да работи, да се жени и така натаму. Родителите не се тука да ги влечеме цел живот со нас, тука се да не фактички да не воспитаат до некој 18-19 и после се тераме по свој пат и се правиме своја фамилија. Не би сакала маж ми да е врзан за мајка му, значи тоа е да кажеме ако почнавме од родителите, прво таа некоја преголема конекција со родителите дома оде утисек, малце помина време сега во Београд, малце ми тешко да се вратам. Оде впечаток дека не може сам. А мажот како сам по себе треба да е силен, да е јак и да остава впечаток дека е најсилен на цел свет и дека сите ќе не штити. Така да, ајде да кажеме за карактерот, да е самостален, да е амбициозен, да не е гласен. Да не е гласен? Да не е агресивен, па јас сум гласна. Добро. Да не Ја е не познавам маж што не е гласен. Да не е гласен, ајде да кажеме, жените се општо важат за понежниот пол и за пол кој што има повеќе хормони. Ние сме тука кои што сме луди помалце, ајде да кажеме на моменти. И мажот треба да е сам по себе посмирен за да може да се носи со мене утре и со керкани 2, 3, 4 и така натаму. Така да мора да е амбициозен, смирен, сталожен,
да не е гласен, да нема проблем со алкохол, порочни работи и така натаму. И тоа е тоа, да има разбирање за сите женски бубици. Добро. Па ни на AliExpress нема таков да нелиш. Мислиш? Па така, па нема. На AliExpress секако се таму ефтините. Сметам дека овој треба да е вреден. Ба джа, Треба сега го во напсна друго и Го ти. наброја. Све што наброја ми се слоши. Добро, ајде, тогаш ти што мислиш каков би требало да биде прототипот на маж? Па бе, мене Според треба за тебе? жена да ме прашаш. Не, за маж прашувам затоа што да Као видиме. Јанаки, вака, висок, крупен, убав, ете. Таков треба да биде. Што знам Не, јас не, за дали, ама сигурно си учел од некого, од родителите, од таткот ти, не знам, наставник, професор, тренер. углавном од некого. улицата, нели? Од улицата, добро. Углавном од улицата сум учел. Прототип на маж, не знам како да ти објаснам кој се. Паулиџарите Немам. се такви. Та, добро, треба бе да е муж. Треба да е муж и Кратко тоа. е. кажано. Треба да е муж, да се знае кај му е местото, да се знае што треба да прави, да се знае како треба да ја води фамилијата и тоа е тоа. А мислите дека мажите денеска знаат кај им е местото? Јас хардверот ми е Не знам, одамна. аз свака уште прашам за помладите генерации, ваш што мислите? Не. Што е многу Е, за па жал. кој треба да ги научи? Тие не ќе да учат. Тие да сакале да учат, ќе не Не учат. ќе да се апдейтуваат, Не добро. ќе да апдейт да направат. Ајде, Јанаки, ти прототип на маж Многу кај сум имаш? И либерален усваќање, меѓутоа во овој дел сум доста патриархално воспитуван дека се да не биде селјачки сватено, ама дека стварно мажот е тој што треба да заработува, да заштитува, жената треба повеќе да се грижи за семејството, не дека и мажот треба да биде исклучен од тој дел затоа што и татковската фигура е исклучително важна, особено ако имате машки деца. Она што е проблем кај нас, кај денешниве генерации е што се извитопери се. За мене, извини, не сакам никога да навредам, ама машко што се депилира, нема поодвратна работа. Мислам, веројатно и причат кога се депилираат. Мене ми е гадно, значи тоа не можам да го гледам. Сега нормално ако имате преголем обем на влакна, да тоа може да се веројатно следуе, меѓутоа сега тотално да бидам мазен, Како да, почнавме најодвратно? да не, мислам многу ми е одвратно. Кај нас сега и тоа го има. Сега тоа повлекува малку друго прашање, за да не кажеме дека кај нас притисокот само према нас, како треба да изгледа еден маж, но карактерно прво би ти кажал, например, јас со татко ми пред да почине мајка ми Бог да прости 2019, никош не сум бил до толку близок. Се доека, знаеш, кога си мал не ги разбираш тие работи. Добре. Расте во 90-тите, тогаш знаеш каква беше социоекономската ситуација, татко ми можеше да работи дупли смени, не беше толку дома и ние како деца не сме разбирале толку жртвата која што тој ја правил кај нас сега, например, многу ми се наоѓа со децава све и за мене мангуп, знаеш кој бил, кај карши мене живееше Чичко Томе, се викајме, сега е уште жив ако ја гледам Добро. емисијава, он 93-та, он е и постари од моите родители, значи сега има 75, 93-та оди во стечај као пола Македонија и он нема работа. Значи без парици. Чичко Томе, секогаш го памтам, он од Прилеп беше има некои ниви, значи човекот идеше сам си ги работеше нивите, носеше компир, граф, продаваше помало, сакам да ти кажам, ставаше храна на маса, а не седеше да кука. Тоа ми е мене прототип на маж. Меѓутоа, знаеш како, од друга страна па и денешниве девојчиња кои ќе земе сега да ти наброи некој, сакам да е висок 2 метра, да има стомачи, да има токав фалус, да заработува 100.000 евра месечно, годишно, а што вие носите на маса да чуеме? Кај Ама си јас ти видел сум- такви девојчиња? Ама јас сум дама, па секоја втора жена, секоја втора особа е дама. Ништо посебно. Ја не сум слушнала жени да барат, да кажем, ајде сега од толкави цифри. Општо мислам... Добро го кажам као пример, сега да не го Да, ама да не тривилизираме. хиперболизираме. Мислам Не. дека денеска жените барат исклучиво само да се вработени и амбициозни, ништо повеќе. Дека младите денеска повеќе мажи ќе видиш од 25, 6, 7, 8 години како уште џаболе барат, уште барат од дома тоа да. пари, спијат до 2 поручек, не се Просекот на македонскиот не маж, значи општо маж жена кој што живее со своите родители е 32. ужас. И не е сега тоа само за маж или жена исклучок, меѓутоа да, се согласуваме, да се согласиме дека амбицијата мора да оди рака под рака со машката особа. 0 денари да има амбиција со права жена и со самата упорност ќе ги направи парите. Што е права жена е? Што е права жена? Да. Чекајте, ајде. Чекај, не ги взимај прашања. Карате, стојте. Ја не се Ајде. караме, ја не се Не, караме. не, ама не. вака, Само евентуално сватам, дебатира, се дебатира. најдете, направете идеален маж, 5 поени треба да се одржи идеалниот маж, па после ќе ви дадам и жена да направите идеална, 5 поени треба да 5 биде. поени? 5 Што е поени, 5 само поени? секој има, секоја од вредностите има свои поени. Е, па и не врз го дава основа на 4, тоа- шо са? Не, значи направете вистинската комбинација од маж кој што сметате дека е
прототип за вас врз основа на понудените, а да биде вкупно 5 поени. Значи што е тоа што ќе го одберете вие? Еве и од машката страна да ја Малце видиме поени и си од дала. женската. Зашто? Зошто? Заради тоа што нели ние жените имаме една визија, вие Помага важите дома. викате. Јас најдов. Ајде, најде. Емоционално зрел, Добро, верен, тоа е. лојален и страствен. Колку поени се тоа? Кој е колку вреди? 5. Емоционално зрел 3, кажи го, верен, лојален 2 и страствен 1. Добро. Не е важно да е финансиски стабилен. Не, важна е амбицијата. Добро, окей. Имам збор со 4 поени. Посветен татко. Не, 5. Треба Посветен 5. татко, затоа што тука го гледам комплетно мажот. Добро, Ако е посветен посветен татко е татко, onda се 4 грижи за фамилијата, во фамилијата е неговата сопруга. Значи, ја би го ставил број 4, И додај посветен му татко. уште еден поен. Па сега не сум згоден, ама Да, згоден нека биде као ја е. Не кеше страствен да каже под број 1. Имало и страствен, страствен нека биде. Ајде, Добро, значи, окей. татко и страствен. Ајде, Јанаки, ти, кој ти е тебе идеал? Многу ти се лошо измешани, меѓутоа еве јас ќе кажам посветен татко, затоа што на вистина тоа не е клише да го кажеш, на Добро. вистина е многу важно и сега ме ставаш у дума меѓу страстен и Па згоден. емоционално зрел човек ќе И биде јас- посветен татко. И јас дозволи, и јас би рекол еве страстен нека биде бидејќи згоден Не по сум. долго време не сум. Чекај сега, изборот ви е ист. Значи, најавата од почеток дека сите мажи се исти, Така, Вие право се- си гледаш. во право сум. Ова кога треба да бираме мажи, ме разбираш? А за жени ќе се разликуваме. За верувај ми. жени Тоа ќе имам, потрае. имам други. Значи, Тара не одбра да биде финансиски стабилен, иако тоа ги носеше најголемиот број на... Не, стварно не ми треба, не ми значи. Ја не сум Така? имала ни еден партнер кој што заработува повеќе од мене. Никад у живот. Одлично, браво. Не ми било тоа никад ни цел, ни било што. Мене цел ми било да бидам сакан и поштуван. во Онака односот. кажав, да. Ништо повеќе. Браво. Види, значи, се коси со твоето или не? Со кое му е? Па немаше да работам и да црнчам 18 часа дневно да ми беше А важно. маш ти како го издржува сето тоа? Јас немам маш, јас сум слободна. девојка. За тоа, веројатно. Имам, сум била во брачна заедница, меѓутоа ни се разликуваа ставовите и сето тоа. Он сега е амбициозен, тогаш не беше. Па може ти си го кочала за маца само критика за да Не, јас сум го бутала они денеска еве да Не да кажам. работиш, чекај малце. Не, сега. после раски, не да работам. Права жена треба да ти биде и поддршка, малце само У критика ти секоја фали. смисла Значи сум он била сега поддршка и денеска е Ама тоа. сега ти си све во себе во суперлатив. Па во не, секој вајде, јас момент. знам што разговараме ние. Па зашто меѓу тогаш себе. бил, зашто тогаш не бил амбициозен кога бил со тебе, сега? Затоа што беше многу млад, он ја останав трудна кога он имаше добро, 21 година. И добро, Утоа- да. Колку евте разлика? Ја на 23 6 години месеци стана не сад. многу. Меѓутоа он живееше со неговите родители до тој момент, прв пат се одели од дома, А му затоа почна- тоа со мајката ти сметаш. Па не само со него, имав повеќе случаеви и јас и моите пријателки. Може тоа те привлекува мака по Не, можно е дека Подсвесно. Не, мислам дека Сигурно. од некој аспект жените дор се млади привлекуваат некои работи кои што им се можеби интересни за да ги исправат, да ги сменат и така проекти, натаму. онка. Да си играат, да се баба прават да си проекти играат, од да. мажи, да. Поготово жените како што сум јас со малце повише машка енергија, меѓутоа во еден момент кога ќе се развиеш у потпуности, ќе сватиш дека не ти треба проект, туку ти треба готово, на готово и некој тебе да те влече во животот, така да мислам дека е до тоа. Поентата ми беше дека Данило е супер татко и сега е амбициозен, од тој момент не беше и затоа така искоментирам. Ама нели За викаат Данило. дека нели викаат дека жената го буди она најлошото во него ако тој не е сигурен во себе. Така е. Значи жената е таа која што ја буди неговата енергија во вистинска смисла на зборот. Значи ако она е сигурна, што ќе пробуди кај него тоа е. Значи дали ќе ја пробуди амбицијата или неговата лоша страна? Секако вртиме с очиме, машкиве сме криви, им се Не, прави. не, па за не, тоа не, сме не, не, дојдени не, овде. алудирам. А, Не, сакам не, да не, кажам. Вие браните се нападнете на нас. Пресудата Само на што многу крај. суптилно тоа го прави така. Ама Фино не, го види, представува, нели? она убаво говори, мила е. Вие сте криви Мила е, за вака се. симпатична, Тоа што потерена. жената те Јас сум тука за малтретира овој и баланс. што Ти сака немаш да те амбиции. смени. Ама човеку. чекај сега, значи Ама- покрај разли... Го буди лошото во тебе. Значи вака, покрај две добро. различни жени, нели? Мажот нема да биде ист, нели? Нормално. Со една може да биде прекрасен Добро. и да напредува, а со другата може, нели, да не биде така. А истиот маше, што значи тоа, кој го буди тоа кај него? Жената И нормално. сега кој е тука кривиот? Турве се си. Значи вие сте криви.
Вие сте криви, вие нас не терате да се однесуваме како што не икеме. Аха. Ме разбираш? И Како може некој да те натера да правиш нешто што од не љубов. сакаш? Јас сум Се човек што- жртвуваше? Да. Mind даваш control све за е, таа може- љубов. Значи, влагаш во таа Не љубов. пуштаме стомаци за да Да. сопругите изгледаат. За да можам на сам да излезам, например, ке рече. Mind control жена ме може види во најтешка дебел работа која на ќе го свет, ама сака. кога ќе научиш после уживаш. А тоа е дека секоја емоција и секој порив може да го контролираш. Единствена работа што ги разликува луѓето и животните е само контрола. Доколку не може некој да се исконтролира, да не удри, да не опцуе, да не искрши дома за тоа што жената го изнервирала, тоа е за кафес. Зашто таму се животните. Па ја не се согласувам уопште дека некој од мажите Согласи кодира се, по дома, дека се дере по дома. Не, сега дека она крши по Снеже дома. кажа има ист маж кој што жената една му буди добра страна, другата да, лоша. Ајде да лоша. кажеме лошата дека е викање, дерење. Па не би рекол дека тоа е лоша страна кај еден маж. И тој добриот може да се изнервира некогаш, така. Лошата страна е однесувањето кон по дома, однесувањето кога си излезен, работата, дали ќе се фокусираш на работа или нема да се фокусираш. Значи некоја жена ќе ти даде поддршка за да можеш да работиш понатака, некоја ќе те кочи цело Па време. тоа. Ме разбираш, никој не рече дека ќе се тепаме сега. За тепање се знае кој е појат тука. Ме разбираш? Не, него сакав да кажам дека дали може жената, на пример, мажот да разбуди негативна страна од тоа што он не е таков или нема несигурности или не. Можеш ти да не си таков или ваков, сите сме секакви. Мартин, дај ме прекини сега. Сите сме што? Ама сите сме стварно, сите можеме да се Добро, изнервираме. ама Ја не чекај, сум дали видел човек што можеме не да може се да се изнервира. согласиме Јанаки, ај, погледнеме. Да. Значи, дали можеме да се согласиме дека навистина жената е таа која што може да го напреди мажот? Може Уште да те нешто ќе ти инспирира, може кажам. да те Е, сега. поддршка да ти биде, да те унапреди и фала Богу дека Може и да те утепа. Апсолутно. Нели може? Јас сум јас знам мои другари, мислам познаници кои што буквално имале партнерки кои животот го цицале од нив. Не знам како да ти го објаснам тоа. Така да во тој дел се согласувам, ама и vice versa е исто така. Треба да знаеш што сакаш во животот. Ја 40 години пробував, проба една, проба друга, проба и се оженив на 40 години. Гледаш. Не разбираш дека не знам што ми И треба. дали си подобар човек се? Јас сум сега совршен човек. Браво, така. Ти си бил уште од средно сте заедно со сопругата, Не, од факултет. така? Од факултет Да. сте заедно, значи растете заедно, се подобрувате заедно или само ти напредуваш? Прашувам. Зависи што подразбираш под напредуваш. Не е кариерата само напредок, како човек, ме разбираш? Добро. Јас од секогаш сум бил поамбициозен, она од секогаш била поскромна, реално патриархално воспитана и за нејзе амбицијата било семејството. Добро. Во кој дел И тоа е најдобро фер. се снаоѓа и супер напредува. И за мене и она е успешна, и таа се извинувам успешна, и јас сум успешен. Не, знаеш како, практикувам доста семејно право. Во многу, и ова е жално што ќе го кажам, знаат дел од татковците да бидат многу несовесни, да бидат не плаќа алиментација, не знам, го пукнало втор пубертет на мој на негови години, па брка мали девојчиња, па деца ги запоставам, ја правам пари, знаеш што е чукање у гради, јас заработувам, сега ќе извркам од дома. Значи, секогаш што сум го кажувал, и кога ќе дојде да се делат, ама јас заработувам, она седи дома, значи. Е, така. Придорез во една градење на една семејна заедница не се исклучува пари. Јас заработувам неспоредливо повеќе од сопругата, меѓутоа за возврат за тоа што сум јас зафатен повеќе за да можам повеќе да и ден и ноќ звони телефонот и така натаму, таа е повеќе посветена на децата, не дека јас не сум. Јас сум малце старошколски, значи верувам во домашно готвење и така натаму и така натаму. Сега и за мене и тоа е успешно и ова моето е успешно и некако ние убаво се надополнуваме. Тоа е тоа јинг и јанг, ме разбираш, Така е. на времето, праисторија, жените што правеле? Го Затоа што чувале види, огнот да извини не Мартин, изгаси. за не ми избега мислата, затоа што би било да и она е сакако мене многу амбициозна, па е исто така многу посветена на кариерата и во тој случај би Трпела би дошле фамилија. на тоа би трпеле Супер. децава, Ајде сега да провериме. Тоа ти Мислам викам, дека значи, така. Игната жените подели. го чувале огништето, жените го чувале огништето, е. а мажите иделе во лов. А дали треба од 2026 да живееме исто како која ловев на животни по Апсолутно. улица? Е, па тоа, сега- значи, Па не, мислам чекај дека- сега Еве, зборуваме за софтверот, нели? Едно прашање, бивме сега жената да сака кариера.
да и дувне нешто, Апсолутно, сакам нека нешто и да дувне, направам. да. Дали би ти било окей со тоа? Апсолутно. Па зашто мислиш дека ако и мажот и жената ги бркат кариерите, дека тоа би се одразило На децата секако дека ќе се одрази. Децата се у градинка од 9 до 5, од 9 до 5 си на работа. Градинка ли е субститут за Градинка, родител? школа, па Субститут сакам да- значи замена. Значи, Не гледај се замена, дека- не. Градинка е основна работа која што е подморање у животот на секое дете за социјализација и за другите работи. Значи на детето да му се ускрати градинка Апсолутно. од причина што има многу баби. Еве јас имам Апсолутно. 1000 баби дома. Да. Се тепат кој поправ ќе го чува, меѓутоа детето си оди у градинка. Не можеш да ме убедиш дека ако двајцата се зафатени како јас што сум зафатен, дека тоа нема да се одрази колку си на работа? Не На кажав децата. исто, не кажав колку исто. Нема работно време. Така, нон-стоп, нема работа. нон-стоп. Нема, нашите Нон-стоп. работи Ја немаат од тука работно треба да време. продолжам на апс. Така. Значи немаш ти работно време. Океј, децата Ја се немам подпркнати. проблем со тоа, И јас немам сум работно растен време. во средина, гледај се. 90-та година се распаѓа држава, значи све оди економски зборам у Бајбук. Тотална немаштија, значи сега ти зборам не да сме биле на ниво на екстремно сум имал покрив на глава, меѓутоа онака и толку, значи буквално било мајка ми златово си го продавала за што е за наш Ласиве скроз no, како да ти кажам. Само најцрни дни, ама са млеко кога немаш да купиш, да нема поцрно од тоа, односно следно да си на улица. И затоа сакам да ти предочам преку пример, значи 90 до 92-та најцрни дни, малце поработи една година, тогаш беше таков период. 95-та се реши да отвори, значи да влезе all in, се испозадужија моите сегде. Татко ми, значи Господа го поживее, он си е на државно цел живот и се пензионираше, ептен му се погоди. И мајка ми отвори 3 октомври 95-та адвокатска канцеларија, жената беше исклучително способна, исклучително Добро. амбициозна и јас сум гледал и обратно, например. Мајка ми била манимейкерот во, зборам сериозни пари, се не плата, Добро. во фамилија. Меѓутоа, знаеш како малце различно, зашто ние веќе бевме подпораснати. Јас имав, не знам, 10 години, сестра ми имаше 12. Ама мајка ти не била дома, така? Меѓутоа, жената све стигаше, буквално и тоа е погрешно зашто се преработе до смрт. Значи стигала све да и да направи ручек дома и да работи како. Така да сакаме да кажам, сум гледал и други примери, и например ето затоа татко ми 100 години ќе живее. Не се секира човеком за ништо, гледаш ли? Супер Добро, ама си израснал во добро воспитан човек, иако немале доволно време. Ние сме, не, имале, види, ние веќе бевме, сега знаеш, кога си веќе 12 години, воспитањето се прави баш од предшколска Ама тука возраст. можеш и да Јас забегаш. сметам- Точно, да. Меѓутоа, навистина сме растени во многу функционално семејство и покрај сите предизвици кои тогаш биле, за моите татко ми дупли смени морал да работи и така натаму, значи нервози се немаш. Јас знам кога мајка ми веќе кога беше многу сериозен адвокат, кога заработуваше, баба ми Кираца, Бог да прости, као знаеш ја кара као мајчински, многу им дозволуваш, многу им купи. Баш тоа го памтам мајка ми кога го збореше, вика кога сум немала, кога децава мои, значи срце ми се кинело, ми барали, сум немала да им дам, сега кога имам све што сакаат. Све што сака. Добро, ајде сега да направиме идеална жена. Ајде. Исто 5 поенчиња, значи секоја карактеристика, значи си има по одреден број на поени, вие вкупно треба да соберете 5 поени. Многу малце поени даваш. Не. Пак Па имам збор со поени, 4. па све. Пак Не имам може збор со- со Имаше и неправилни. Сега види мајка, са некои жени биолошки имаат пречки. Не да- зборуваме за тој случај, знам дека се чести случаите, но Та, еве. знаеш. Еве, одма ги ти кажам домакинка, број 1, 5 и толку. Толку, а? Да. Доматинкава е одбор. Да, Да, не, ама стварно знаеш така. како, таман ќе помислам дека ти апдейтира софтверот и одеднаш ќе Ама ме за- спуштиш. Ама види, ја не ти викам на дека она моето, 2000 ама ваквото. гледај, ја не ти викам дека Чекај. мојот став треба да биде вселенски прифатен. Ама Тоа е мој добро. став. Не, него твојот став се коси со тоа што го кажа на почетокот. Е, Сам така. себе се демантираш. Не се Затоа. демонтирам сам себе. Како не Ти си имаш се- проблем да разбереш, тоа е разликата. Со што се Како имам демонтирам јас сам? проблем? Зашто мораш така да ми се прво водителката прва ти се обрати, па онда јас само се надобрзав. Нема потреба да бидеш непријатен. Не сум ништо непријатен, разговараме Малце си, точно. А на не сум, почетокот да. на Еве си знам, емисијата ќе бидам кажа пољубезен. Фала ти многу. И имам збор со 20 поени. Така да на почетокот кажа Иако дека можам си повеќе да бирам, малце Не, си не, поени. со 5 поени малку добро поени ми доматинка. дава. Малку поени Не, ми не, дава. Сега намерно ги смени прави тема зашто вака. сам се демонтира, неќе да се Извини, докаже. што се демонтира, И ме веќе прекина ти да го се знам. патиш, Не те што е прекинувам баш ни еднаш, некултурно. веќе повели. На почетокот кажа дека усклаци со времето и дека ги пратите, Така, дека сте да. модерни.
А Не кажа го домакинка, кажав тоа. што ќе ти е жена што само знае да готви. Ама Што ти имате прво- да муабет со неа? ама, Треба да оставиш со таа домакинка жена. Ма јас Значи, убаво кажам различно- дека ти Готви имаш чисти проблем да пере. разбереш, значи од домакинка ја не Традиционална. подразбирам да си дома да готви. Готви само. чисти пере, чува Традиционална деца, жена, тоа се не излезу значи комши. дека е Еве имаме и вработена. жена за испомош Не, и тоа па. не значи ти Не, немаш не, ти имаш јас ова проблем да домакинка разбереш. сосема другачие Објасни би ми го зашто Па мора не да се мислам дека ви расправа. разбрала искрено, не се расправам уопште, не си ме видела како се расправам, затоа мислиш дека Не ни ме сакам, не Значи, знам зашто се и така. ама најавата реков дека на него секој Не, многу простор му е нервозен. судница и Не време е за судница. докажување. Ти имаш стереотипи, ти тргаш од своите лични стереотипи, дека домакинка е да седи пере готви Чисти чува пере, деца, па седи не е со па Ама Апсолутно, секој види, викам ти најчесто имаш, така се доживува, Јанаки, да бидеме реални, дека Да, жена Збориме домакинка реално, нема потреба најчесто да се така се нервозни. доживува, а Вidi, кога ќе жена спомнеме домакинка треба да биде таа што гине за домот, под гине за Добро. домот не племе. Домакин Ние имаме лук. жена која што доаѓа на испомош, што ти кажам. Која што доаѓа на испомош. Ја жена ме ако ме прашаш, за да не кажам доматинката не е кариеристка, Проблем- доматинката не е амбициозна. Домакинката не е ништо освен што е домакинка и ти треба да Зашто е живееш тоа со неа 100 погрешно? години. Еве Ама дај ми еве ти тоа аргумент. сакам да го кажам. Зашто е тоа погрешно? Океј, ако не е Не, Зашто е погрешно? Зашто не е целосно, не можеш само тоа да бидеш. Ама не реков дека мораш да бидеш. Моето за мене прифатливо за сопруга е тоа. Ја за мене Добро, зборувам. океј. И зашто е тоа погрешно или Дали мислиш дека уназадено? би бил лојален и верен на жената со која што немаш два реда муабет? Ама како, Децата ја ќе се имам отиде 100 реда 25-6 муабет со години. жена ми, не да имам Па не треба да остарите заедно, треба да има и љубов и страст и И све. ако е домакинка, ако е домакинка, Па мислам види, дека жена ми жените кои работи, што се значи, не е дека фокусирани не работи. многу на дома и Иако јас немат- ми викал да не работи Збориме чисто у исто време. За да не се оптоваруваме, чисто за да не се оптоварува, да ужива во мојот онака hard work, дека аз гинам и јадам стресови и работам по Ама и чекај, по мислиш 18 дека часа. ужива кога сега знам дека Не, не, заедно не. нели работите, па сте се гледате, меѓутоа Не се гледаме. Тоа е она кога почна да работи кај мене. Види, вамо по овој медиум, по оној медиум беше, остана без работа, идеме, ја и викам дој кај мене. Абе не, знаеш, бракот ќе ни се растури, многу ќе се гледаме. Нема да се гледаме, она мене ме гледа пола сат на сабеле кафе, пошто е многу турбо денот, хаотично и така А натаму, мисли и си ја така натаму. прашал ли дали ти е окей тоа што толку многу сум зафатен? Дали сум јас многу зафатен, тоа мора да и биде окей, како да ти објаснам, зашто е дел од мојот идентитет. Добро. Како што Ајде, А жената мора да се прилагодува да биде само домакинка, а ти што сакам да ти докажам и ќе ти го оставам цел простор на светот. Следнава ми е поентава. Сопругата моја тоа е домашно воспитување. Значи дедо ми е така по патриархален човек се и они од дома така гледале. Јас сум ми кажувал да не работи не за него, за да ужива, чисто да нема многу обврски, зашто сака да готви, сака со децава да работи. Ја искрено од моите деца уопште не ги форсирам за школа. Сака учи, сака не учи, само што паразит дома, немам намера да гаам до 18 години, после тоа нека си праќам. плаќаат сметки, со што ќе направиш дисциплина ако не А, не знам, баш сум господине баш сум домакине. збунета од сите овие ставови. Па Ама верувам нели? дека е тоа така. У шок сум. Добро. И тоа верувам. Затоа сме сите различни. Чекај, ај ти одбери ја патара, после ќе закуси. Јас нема што да правам, пак ми Не даде кажувај домакинка ќе не запала. малку по... Не, јас Без агресија ве молам. обратно пропорционално од она што го кажав за мажот, значи да биде мајка и да биде страстна е. А пари дома кој ќе носи? Да се знае ја. Ама ти не си- смееш така да размислуваш, тоа е Зашто? погрешно. Не, види, Не, јас не, стварно не. немам проблем. Жената треба да биде Јас модерна, да стварно биде немам- сингл мама, Не. да биде... Не, види, Ја не јас сум стварно сингл немам. мама, Ја зашто нити сум никога не зборам модерна. за тебе, не знам зашто Не, те не препарам. зборам Алудираш дека- на мене, мислам Не сега немам алудирам, ама 12 многу си години. ласкав. Извинете ми, влагате Што од ти е, зашто се у гледаш? времето ми Сметаш дека влагате. Светот околу тебе се сврти, ја кажам Зашо сингл мама. викаш? До мене си човек. Па ќе ти кажам, не си ме слушнала како викам, Од затоа планина мислиш никоја. дека ова е викање. Ајде, апдейт. Рестарт. Опет 37. Океј. Ајде, Мартин. Значи, ти рече дека сакаш да бидеш посветен татко и да бидеш Така е. страствен. Истото тоа го кажа Така, и и Јанаки. И сега нека жената мајката... треба да биде мајка и треба исто да биде страстен. Добро, сега. Значи, Што Тоа правиме пошедно си со... еден поен страст. што? Епа нема што малку поени ми дадоа, ја имам со 20 поени. Идеална Ајде, жена, еве, ама нема ајде врска. идеалната, еве нека ти биде тебе со 20 Биди. поени, баш да видам по кој редослед. ја- И Јанаки и ти направи со 20 поени. Ајде, да ги видам поените. Домакинка, мајка, природна, значи апсолутно, со став, страсна, емоционално зрела, тоа е тоа. Не љубоморна, тоа малце пот. Не Ете, љубоморна, тоа би добро, ми- тоа би ми било- Джабе потрошени поени нема да се Значи, Исто пак така и ги денеска издвои жените се кариеристката извештачија и многу, све тоа со многу. ставно. Не, Некаш види. нежна и тивка, да? Не.
Не. Па не. Еднаш браво. Значи, јас викам вака, амбициозна треба да е. Цело време ми кажеш браво на Амбициозна тоа. треба да е. Амбициозна мора да е за било што. Не зборам сега за кариеристка, ајде го тргам на Срамота. страна, ако сака нека биде Женет човек кариеристка. на сред телевизија. Ајде. Ама мора да Срамота. Мора да Сега биде- има ниво до кај што можеме да се. Чекај, мора да биде значи амбициозна мајка. Згодна. Абе, ме слушате ајде 20 уште. поени. Ајде. Мертини. Ајде, Да. да ја наки виното почнете, го мола. удри. Ајде. Ама се. Не пијам. Се фативте за Ќе ве гуша. разделам. Значи, рековме амбициозна, стај ги тука. Амбициозна мајка, Амбициозна мајка? не мора да е амбициозноста, не ја гледам како поврзана со кариера. Да биде кариеристка. Амбициозна за све да биде. Ма разбираш? Да биде амбициозна. Кариеристка ако сака, не ми смета уопште. Знаеш ли мене колку би ми било убаво да ја еве као денеска станам, си пуштам фунче, си лежам. Разбираш? Она да иде Си на уживам. работа. Она си отиде на работа. Јас си изгледав 2 филма. Мони, па си дали легнав. тебе ти убаво така? Гледаш? И не знам, па си дремнав, попладневна дремка онаа убава. Па станав, па направив ручек, па дојдоа сите деца од школа, жена од работа. Браво. Па јадеа. Ме разбираш? А тогаш каде ти е моментот од почетокот? Мажот треба да биде маж. Ама не, мене така ми Не, се тоа свиѓа. сега многу буквално Не, јас го така сваќам. би сакал. Јас така би така сакал, би ме разбираш? Меѓутоа нас не е преодредено да бидеме мажи, нели? Многу буквално сваќаме и тоа маж и домакинка, Па не не се знам. сваќаме, Сваќаме, мужи и затоа што жени не школа се од почеток сваќаме, да да. одиме. Сопругата моја Да. кога дежураше за викенди во еден од македонските медиуми, сум правил ја ручек, не сум бегал од тоа сега во рамки на моите способности, колку било вкусно тоа, малце дискутабилно, ама сега до толку знам да сготвам, не знам болонјезе, стекови, Веќе, види, никој не оспорува тоа. Никој не го оспорува тоа дека и патам мажите од тоа. работат дома. Разбираш? Ја не знам, вие цело време се буните, ние не сме сватени жените, ние треба да бидеме Па бидете кариеристки, ние не ве кочиме до луѓе. Ама ви смета кога не Абе, сме кај ми дома? смета, јас сум од Скопје, човек. Уопште Мене не ми ништо не ми смета. Ни воздухот загаден не ми смета, Ама па ми на смета. Јанаки му смета. Абе, не му смета и на него. Не, ќе ти Абе, смета не, ако жена ти не не е се, дома цело време. Нималку. Ај, нека Ама ќе кажам, влијае многу- на родителството на самите Но деца. на- секако дека ќе влијае апсолутно. Тоа Сега го сакаш да кажам. ме убедиш дека ако ти работиш 18 сати и Не машина, морате исто. како се Она може да има Чекај, нешто ако- креативно, некоја ако ме убедиш радионица. дека јас земам 5000 евра месечно, жена ми зема 10.000 евра месечно. Нема да- Дека нема да си купам жена да ми ги чува децата две. Тоа Две не жени е- да ги воспитувам, Ама тоа не е- часови да им држат, школа да учат дома со нив. Абе, луѓе, Ама Татковска дајте и бе мајчинска сега. фигура треба бе Мартин. абе сега, не. професор по математика дома ќе живее, кај мене ќе Тоа ми е пере, ќе ми друго. пегла, што ти е? Абе сега тоа е друго, Ја сега тоа не е зборам. исто чест. Значи, не зборете така, не ни смета кариериста, не ни смета ништо. Само да ме Све е окей. сака. Абе, само да тера животот, љубовта да биде на прво место. Само да ме сака. Децата, тоа тие деца сакате да ви. израстат у природна средина, У да не функционално чуат. семејство. Така, да не слушнат подигање на тон, моите деца немаат слуш на то. Подигнат тон. Значи да ве сака, да ве почитува и да ве разбира сакате. И нека носи 10.000 евра дома, уште поубаво ќе ми биде. Абе Сите нека не се маркетинги врти. потроши. Абе нека не се врти, ја ќе лежам, ќе гледам телевизија. Децата ќе ги чувам. Ама ќе зашто ги ти да пеам, ќе легнеш ги- да Ама да легнеш чекај, ако не бе, заработува? Зашто да не заработувате и двајцата? Е, И па двајцата затоа да што си ви ги чувате смета што децата. ние сме кариеристи. Не е Што така, ние не е работиме. така. Нели тоа било Не е така. овакво, дека требало А рече, жените да идат. Многу А рече лоша, Тара сака тивки многу мажи. лошо општо денеска. Јас сум на пример феминистка. Меѓутоа морам да Знае, се гледа. Добро. морам да се објаснам за таа тема дека денеска феминизмот е малце погрешно разбран. тоа е точно. Од преголема желба ние да се истакнеме, повеќето на жените го упропастија сам термин Така е. феминизам и направија дека ние сакаме војни да водиме, не знам, да идам дрва да сечам со другарки мои, место на коктелчиња да Добро. идеме на фризура и Ето ногти. само на што ви одговара, така? Не е така, не е така. И, феминизмот јас кој што го застапувам и да кажам да не кажам феминизмот, да кажам ставовите јас што ги застапувам е тој се тие каде што јас сметам дека децата колку што се мои, јас како мајка, толку се и на мојот сопруг. Не сакам да се мери кој со кого колку поминал време, исто како што Јанаки на почетокот кажа, да, јас сум уклучен во родителството, ама неколку мајката. Ја не би сакала, на пример, у мојот брак утре, задутре, ако го имам, ако и каде животот, пошто сум многу захтевна, и да го не го имам, пак нема да сум несреќна, не ми треба никој да ме исполни, сама сум се исполнета. Би сакала децата подеднакво да ги чуваме,
И исто така, например, дома да не се прашува кој ќе сготви, кој ќе зачисти, кој ќе запере. како може. Тоа е све. Јас некако Готвиш ли? мислам дека мажите многу добро, Браво. да. Многу добро готвам, општо живеам сама од 12, 13, 14 години и се снаоѓав тако животот и стварно све научив. Затоа сакам да кажам, јас сум и домакинка, и кариериста, и будала, и сакам и у кафана да седнам, и плачам, и многу сум Добро, така ама нежна. животот Тара тебе те научил така, не знам колку знаете, навистина имала тежок живот, затоа што Добро, и да. не израснала во функционално семејство. Значи, кога нема да израснеш во функционално семејство, борбата е само твоја. Така, и животот мене ме направил све. И затоа јас како една девојка од 25 години знам, значи од Сабајле мене станот ми е чист, имам и мало бебенце од 2,5 години, детето ми е среќно, здраво, чисто, паметно, учи брои, Значи сепак не е проблем и ако исчистиш дома и ако Не, ја обожавам да чистам, ја обожавам да чистам, ама не сакам само тоа да се очекува од мене. Тоа ми е мене како жена, ја би сакала мажот да не ме погледне попрек како чашката, нешто да отиде сам да замија. Ај завршите некој што и тоа ќе не доведе до тоа да зашто ти кажам дека е тоа негативно, зашто ќе завршиш. Не ти посакувам, меѓутоа ќе као мајка ми ќе се изработиш до смрт. Не, жена, може да се стрпиш. Не, Значи буквално ќе се Не, тоа изработиш е до смрт. екстремата, Мајка ми точно. стануваше у 5 по Сабајле за да има Исто сум ручек сега. на маса, па за да отиде на работа да работи Така. 12 сати, па за да се врати па деца во учеле или не учеле. Така. Реално и како критика немаше баш многу Така. поддршка од татко ми тогаш. Затоа татко ми сега е најбољи дедо на свет. Може би и него ме друго, меѓутоа затоа ти кажам, ти не еве гледаш сега Ја таков живот. конечно годам. разбра, гледаш Да, дека не, зашто ти не се ти дојде малце да кажам напнат, ние Не имавме сум малце. напнат, Не, ти а, не си ај ја само да видела се на вратам. телевизија. Овој муабет е многу Така е. добро кажан дека Затоа што на крај мајка ти му се починеш на изработи. 62 години ќе се изработиш Така, до но смрт. каде е тука од улогата стресови. на мажот? Е. На мажот, јас Затоа мора да затоа има баланс. прашувам. Затоа види, ако мајка ми била амбициозна, работа и види и силом Ама сопругот не ја Дозволи, препозна. Сега ќе ти кажам, силом Така е. прилика мајка ми отворила канцеларија на почетокот, зашто едноставно било немаштија, Добро. немало, тоа е тоа. Веројатно повеќе да, и нормално дека машкиот партнер повеќе требало да биде присутен, барем со она за во принцип за тоа се љутеше. Учи со деца, не знам од тоа, мада ние не сме имале некој проблем со тоа. Не, кај нас маживе бегаат од тоа, факт е дека и сега се дам ќе учам од децава. Ја не учам со децава пошто нерви немам, значи нерви Добро. немам да и ја искрено ти кажам, ова е некоја друга математика која што учат денес децава, Не се разбра. отколку ние која учевме. Мислам, премногу ги пренатрупуваат со секакви глупости. Со глупости, баш. Значи со секакви глупости кои што Види, ништо живела не дисциплина. работат. Океј, јас пак ќе те вратам за да имаме некаква линија на движење. Те прашав ова конкретно, зошто? Заради тоа што дали можеби заради тоа немање на помош кога тогаш се случило. Веројатно се случува и сега, па жената значи тера по еден таков суров пат и да речеме и ги омаловажуваат мажите и не бараат поддршка од нив затоа што сватиле дека тоа им Потребна е е мисијата. компатибилност и меѓусебна Така. поддршка. Има жени кои што се поамбициозни, поспособни, не збориме само за работа, има мажи кои што мажи кои што можеби со децата повеќе ги бива, кои што знаат да готват. А Види, може тебе да сите те бива и најдобри ловело на готвачи. моментот кога одлучуваш да влезеш во брачна заедница, ти на својот Треба да партнер бидеш- мораш да му помагаш. Мајка ти ако паѓа од Сите работа, најдобри после готвачи цел на ден свет, мажот мажи треба да го фати гледаш тенџер така. и да сготви и да каже љубави седи, гледам дека ти е лошо. Така, дали се фрустрираат, сакам да ти кажам. Се фрустрират, Мажите те гледат како се стануваат мачиш и те полоши. пуштат уште толку да се мачиш. Така, Очо значи, се Тоа ти е и исто од како да ти од кажам себе дека си. јас се фрустрирам, пак многу шаблонизирате. Тоа ти е исто која да ти кажам дека јас се многу се фрустрирам дека ја заработувам, ама жена ми не заработува и се пак Ама има такви ти јанаки. кажуваш Има, дека има. Јанаки не треба постојат стереотипно да такви се луѓи. настапува, а ти најмногу Не, ние најстереотипно. се Јас жалиме сакам тука да на ги мажите. уништиме стереотипите и да ја најдеме причината заради која вака или така се размислува. Да. Кога ти, значи, пред многу години се случило тоа со мајка, Не ти гледам, сакам да абе, не се кажам дека е случило ист случајот се случува не и гледам сега. никаков проблем, пак ќе ти кажам. Вие многу шаблонизирате да ја реално и сакам да ми објасните кој е проблемот. Не ти велам да нема амбиција жената или да Така. биде и кариеристка. Меѓутоа тоа во пракса е многу тешко изводливо. Не е тешко, еве јас сум го направила на 25 години. Ги повикувам Што си сите направила жени на 25 светов. години, дај да видиме сега, јас сум го Јас направила не сум на дојдена 25 тука години. тебе да ти се исповедам нити да И ти се па правам. не го Тоа е кажи, прва значи, работа. муабетот е следен. Тоа е прва работа. Втора Дека работа не, прекини ме прекинуваш. дека многу, па Зашто јас не- ама не зборев, е пријатна ме емисијата. Човеков не стигна да каже нешто. Нека, Снеже, нека, јас- прекинуваш мене Си непријатно е. гледам. Напорно Добре, е, ме збори. разбираш. Напиши. Сакам луѓето да не слушнат сите различни ставови, окей, не мора да се расправаме. Да, заврши. А, ја на 25 години, пак кажувам, знам да чекај, готвам, нека. да спремам, да чистам. Дома ми е Добро. средено. Имам дете од 2,5 години, Браво. исто се сметам за одлична мајка и моето окружение И исто го сите се мисли. сметаат веројатно нормално, да.
Чекај. Добро. Господе Боже, како те трпа дома. Он за тоа на не е сето дома. А тек На сето тоа, сум и кариеристка, и амбициозна, и работам. Па не сум јас сингл, Се трудам за- све. Те молам, почекај, втор пат пробувам да завршам реченица. Ајде. Од сите тие аспекти, значи јас очигледно можам све. Можам и да бидам и ова и тоа. Сум пробала и у заедница, сум пробала и сама, можам и вака и така, и можам све. И зашто секоја жена на светов денес има, не мора на се да биде кариера, ти идеш малце у екстреми. Не треба она да брка кариера да работи колку тебе, 20 Значи ти си часа прототип дневно. за совршената жена? Не сам јас, не сметам дека сум совршена, Така сметам ми дека звучи. можам све. добро. Не збориме за совршеност, збориме за способности. Добро. Ај само да го ливчево да видам тебе, според тебе која е таа кај идеалната мене? жена според тебе, кај нив да Се од видовме. наведеното? Емоционално зрела и амбициозна. Добро. Тоа е окей, тоа е во суштина Емоционално она зрела кое што мислам го- дека со тоа иде и мајчинство и се друго, разбирање, поддршка за Да, партнерот. маце лошо ти се конципирани, мора да кажам, зашто некој едно со друго иде повлекува. Да. Едните да се косат за да биде позбунувачки, да видиме кое е што треба и како да се. Меѓутоа добро, твојата ти е. Ти одбра домаќинка, ти одбра мајка и страствена, значи таму беше За амбиција. да се поклапаме. Добро. Мене тоа Ја го не- наметнав прашањево за тоа дали жената го подобрува мажот, но мислам дека и од приказната за жабата која што станува принц, единствено кога вистинската жена ќе го бакне, дека во суштина тука лежи моментот дека жената На браке стварно се сведовме сериозно и стварно како god дека беше. го подобрува Не, има и мажот, тој да. момент на фронтал лоб. Предниот дел на мозокот кај мажите малце покасно се развива, а таму се тие клучните фактори за општо битисање Се на обидам планетава Земја. да ја направам приказната, ама добро. Ајде идем на апдейтот, пак идеме на реклами. Значи вака, зашто викам мажите дека не се апдейтуваат? Заради тоа што не добиваат јасни пораки од жените. Значи, ако жената каже дека сака да е фин, ама ќе ја видиш дека отишла со некој, нели, багабон, Така, кретен и така секогаш. натаму, значи не добива јасна порака. Мажот вика ја треба сега да сум фин, ама она е со багабон, па значи не Фин е. со неа, окей. со сите други лош. Добро, окей. Или Тоа е да тоа речеме, да не се апдейтуваат затоа што жените недоволно ги фалат мажите, па на пример на нешто кое што тој ќе направи, нема да добие пофалба, нема да добие потврда и он не знае што и како треба да прави понатаму. Мачо. Дали стварно добивате нејасни пораки од тоа, па да знаете што треба да си направите на вашето софтверче, за вашите карактеристики? Што ќе му на мажот Ај, пофалба. Ја вака. Што ќе му е пофалба на мажот? Да. Браво се Зашто? вика на магарето. Мамички, кажи ми дека сум добар. Не можам ја тоа да го замислам. Мажот си е Не добар треба сам по мајка себе му си да му тера. каже браво. Не ми треба Јас никој да ми каже мислам дали дека сум треба да им добар. кажуваме. Сам на Не. себе треба да си се бодри, Маше. Дајде, кажи. Вака, јас у секој случај посакувам сите дома. Еве, јас сум колку 11 години сум во Добро. брак. Иначе 3 месеци уврска бев само. И му посакувам на секој да има комуникација како што јас имам со сопругата. Ништо повеќе. Ама ништо повеќе, само да комуницираат. И кога е најтешко, и кога е најубаво. Да разбереш. И кога треба да сготвам, и кога треба да сготви. Добиваш Значи, ли пофалби, Мартин? Секогаш. Браво. Секогаш. Секогаш. Значи и пофалби, и поддршки, некогаш ќе заглавам, ќе мислам нешто, значи јас секогаш се консултирам со нејзе. Слушај, ако го направам овака, може да биде вака или вака. Така. Не сум паметен што да направам. Тере. Разбираш, секогаш поддршката од нејзе ја добивам последно. Затоа што ние комуницираме. Тоа не разликува нели од животните. Така Ти е, мислам да. дека го Така. напомена тоа. Дали јанаки ти добиваш пофалби? Види, И дали добивам, мислиш но дека е важна пофалбата од партнерката, односно од сопругата? Лично, знам што мисли, знам дека секогаш ме фали дури да не го каже тоа вокално, иако и тоа е случај, затоа што знаеш како секој маж, па и човек, меѓутоа претежно маж треба да знае кој е што и докаде и мене не ми треба некој да ме валоризира, сам знам колку вредам и да се погледнам во огледало, тоа не е само нели физички отсеј, знам докаде сум, така да не патам, знаеш како на жонглери им треба аплауз, мене не ми треба аплауз, доволно знам каде сум во животот. Добро, окей. Тука би таа се ти согласила со Наки, баш би направила разлика помеѓу тоа што го кажа господинот од мојата лева страна. Добро те закачам само. Не да ни слушам, Ајде. живеј слободно. Слушаш ме. Гледам дека сум ти забавна со месеци. Апсолутно. Овој- Со што? Добро! Ајде. Тоа како кажа, жените што будат у мажите. Да, жените што будат умари. Гледам го разбудив за искачање вечер. И господинот од мојата лева страна кажа дека Мартин.
Да, дека него му е... Господине Мартин. Да. За тебе не Ама може така да 2000-та кажам. е родена. Значи, Она е родена 2000-та, има 20. Ја имам име, ако е она феминистка, може со име да ме нарече. Не, а јас само се... Ама не ги разбираш. Вие се навредите зашто ви кажав господин. Знам како се Не, викате, него кажав господин од мојата лева страна и адвокатот од мојата десна. Само сакам како разлика да направам меѓу вас. Добро. Ако ти си ми критериум зашто е господин, колку е Леле, Добро, сега со мене разговараш. Добро, продолжи. Со мене разговараш. Разликата помеѓу тоа што го кажавте вие и што го кажа он, тоа е дека вие поддршката од жена е едно, а тоа пофалбите се друго. Моментот каде што мажот ќе праша својата жена за совет, тоа е момент на најубава конекција и љубов, поштовање. Ја тоа го поздравljam кај секој и мислам дека тоа е основна. Ама друго е кога мажот као не знам, ќе направи нешто, ќе изчисти дома, ќе испере и очекува жена му да му каже браво што си, мислам ме саѓаш, не он дебил ја да му имаше ситуација, сега не ќе да кажам кој партнер, не е ни важно, не знам, ќе фрли прљавиот чорапи у корпа, као стајф у корпа. Сега разговараме за мажи или за дебели сега. Дај банализирање. Не, Дај, сега бе, имаме и сега. денешно време, Немојте, младите па нема ние денеска. жени да ставиме овдека. Ја да ви кажам какви жени да ги ставиме Си ги како собираш репер за чорапите жени. дома? Така, Мислам, Ти дај си да ги собираш разговараме чорапите за... дома. Вие си ги собирате чорапите дома? Да, знам да ги Денешните пуштам на генерации терен. не. ги Денешните пуштам. генерации се дебидус. Јас за тоа го зборам, правам само компарација. Вие сте Па, постарите и генерации. жените, Јас имав- и ајде. денешните женски генерации се катастрофа, Да. па ние не ги ставаме како репер Се? на Така. една жена. Па не ни кажав ја дека се сите исти. Али не. Нема значи, на почетокот. Ја баш на кога почетокот бараме кажав дека само стереотип, биолошки онда- сме исти. Онда ако правиме Не, мажи, не сакам да ги разбиеме стереотипите, кажи еднак. Сопругата кога дежураше во истите Добро. медиуми и сега еднаш ми се, може ли вика да тоа живеевме доста помал стан кој што беше двособен, сам да кажам 50 квадрати. Може ли вика да удриш една просмукалка? Како не може да ме ги така? Вика и удирам ја право смукалка, се препотувам тука све. И доаѓа, ова ли е поминато бе ми вика. Ова ли е и фаќа она, викам чека, викам која е поентата сега ја поминувам и ти Ама поминувам. еве го Не било како што треба. Викам жена Дали се препоти, после? викам како Дали после ме се изгледа? фати за прва смукалка некојаш друг пат? Сум се фаќал, да. Се фаќал чат пат, мада одамна не е, сега да ти кажам искрено. Ама пак ќе се навратам на тоа. Ама не е тоа дека не сакам или дека сметам не дека само наведувам она на тоа, треба. туку сакам да кажам на нејасните пораки кои што ние како жени ги испраќаме Не, и многу веднаш јасна порака ми прати, не она се ти ги пратила реката. јасна порака дека не е добро, ама те навредувам, а не ти кажувам дека нели еве може не ме поубаво навреди и утре ништо. пак ќе ти дадам и ќе речам ај сега пак направи го подобро. Например, пеглам добро. Па добро. Пеглам Ете, добро, да. супер. Пеглам супер, например. Значи, ја на гериатрија може да се И бари. тоа подолго време не сум го правил, меѓутоа се знаеш како. Ама он све добро прави, ама ништо не прави. Ама не, добро, се и жена имаме не испомош, да не испадне нели дека се прича. Ама ете, тоа е Затоа маж, што- да знае све да прави, и жена све да прави, ама да си прават што сакаат. И да се надополнуваат. Тоа е добро. Значи тебе не ти треба пофалба, тебе ти имаш пофалба и си окей, така се. Јас стварно немам проблем со пофалби или со ова или со она. Да. Јас си го работам тоа што мислам дека треба да се работи. Си стана си гледаше два филма. Денеска, брат. Женава беше на работа. Супер, жената беше на работа, децата у школа, Донесе си 10 изгледа два филма. Добро, ај сега вака, има работи кои не треба да излезат никогаш од мода, а се чини дека тие први се. Ако зборуваме више со тој речник на почетокот што почнавме, дека се деинсталираат од типот, значи културата, манирите кај мажите и кај жените, значи почита, нема веќе дженталмени и дами. Зошто се случува тоа? Нели сите сакаме да одиме напред, но прво ги исклучуваме тие работи кои што би требало да останат за секогаш и да важат како прави. Грешна Зашто се генерација случува ти се тоа? гости за ова. Така ли? Да, сосема грешна затоа што јас верувам дека Ама го гледате тоа во општеството? ние двајца се уште ги имаме оние стари манери. Да. Нели да наместиш столче, да придржиш јакна, Да ја отвориш врата. секако. Добро. Нели? А младиве генерации го прават тоа затоа што се задоени од друга страна. Значи, раснати се од дисфункционално семејство каде што родителите Со дигитализација, дигитална каде што дебилизм. родителите бркаат кариери, каде што родителите не се дома да им посветат внимание и тоа е резултат на ова што се случува со
Ама твојата пред генерација. 30-40 години луѓето, мислам, родителите ишли у Германија, работеле по 5 Така е. години, не си ги гледале децата кај баба и дедо. Ја не знам една генерација, да кажеме овие поранешните. Ја мислам дека родителите денеска дури помладите, малце поише поминуваат време со деца. Реално да се вратим, ја баш разговарав, мајка ми е например многу постара, 59-та година родена. Разговарав и со мајка ми, и со баба ми, и со дедо ми. Порано децата не ги ни гледале родителите, ајде да кажа цел живот фактички, каде што родителите стварно и мајката и таткото работеле. Нема каде да научат. Кај бабите, општо, мајка ми, например, живеела со баба. Мајка ми 59, тоа е сега 60 и нешто години. Значи тоа беше многу одамна. Мислам дека денешните генерации поише пристапуваат кон децата своји. Например, јас прва доаѓам од многу лош живот. Имав многу лошо детство, многу дисфункционална фамилија у комплетна смисла. Без татко ми, например, јас кој имав 5 години, комплетно многу снема мој живот. Најде нова жена, 3 деца доби, си тераше свој живот. И сега јас, например, како мајка, мојот најголем страф, ајде да кажеме, у бременоста беше да не се разделиме со таткото на моето дете. Врската дојде до момент каде што ајде он беше многу млад, немаше работа, притисок мајка, татко, едно друго 21 година сакаше да не убие сите, значи него притисокот беше главата, он беше тапан. И у тој момент јас како жена, мене ми беше само да не ми се повтори исто. Еве Господ ми дал прилика да бидам мајка, и ја не сме да се разделам од човеков. Што он Господ мене ми го пратил него, јас со него нема шанси. Тука више стана врската токсична до таа мера каде што имаше се и се што, да не навлагам од тие теми. Публиката која што ме следи знае, се и се што си ме дешавано, каде што ја уште кажував, ја не смеам, ја морам да го поправам, не морам да му помогнам, да средам, ние да останеме заедно. Детево како ќе расте машко дете без татко, јас како ќе направам сама, си направив толкав притисок, каде што завршив на 38 килограми, 7,50, на 38 килограми, да... Кој си висока, извинувам? 1,83 м. Многу сум висока. Каде што доаѓа момент каде што тоа го сваќаме. Колку е важна поддршката од мажот у односот, каде што да, мене ми убави ни да се гушнем и сето тоа, меѓутоа ако ти на момент ќе дојде морам се извиниш да се фати без мајка ти, преска. Мајка му ќе дојде од работа, уморна, тешко е и мажот кој што ја сака, со кој што има, значи она му родила деца, се направила за него, да кажеш у тој аспект, живот цел изнесе за него, да види дека она е мртва, уморна и да не се фати, да каже љубави седни или нешто така. Мислам дека генерацијски не е проблем, генерацијски. Општо имаме проблем сами со себе. Љути сме, гневни сме. Бараме тој другиот да е најсовршен на цел свет, не почнуваме од себе. Кај се нашите мани и така натаму. Очекуваме нас секој да не трпи, а ние не може да трпиме никој. Така да мислам дека општо дигитализација е најголем проблем. Најголем проблем и у фамилиарни односи. Мислам, извини, дигитални дебили растат. Ти кажувам, значи ја тоа гледам што е можно помалку да скратам телефонот. Ама види, не можеме од телефонот на Сонито, од Сонито на види, пак се тоа некои генерации кои што се да речеме сега до 20 на година, но зборувам за мажи и жени кои што имаат 30 години, кои што не биле тогаш толку на дигиталните, кои што ги немаат тие манири, нема почит, не знае да се однесува. Многу е клише и шаблон, не дека не се слагам со Мартин тоа што го збори, ти кажуваш во контекст на тоа кои не смеат убави работи да изумрат. Да наместиш столче до твој ама тоа се клише. Знаеш кај за мене манир како се гледа од маж према жена. Мене тоа ми е навика, кога ќе седнеш со супругата у ресторан или да јадеш. Дека прво незе треба да и се стави чаша вино, дека незе треба прво салата да и ставиш понад себе. Мене тоа ми што ќе јаде. Тоа ми е навика апсолутно. Како жена. Тоа ми е кон сум влезено ми у навика. Тие убави манири децава да ги прашаш ако ги знаат. Не. Ја значи ќе бидам шокиран. Мислам тоа толку сме отидени во Ама затоа што изгледам многу се бориме за таа рамноправност. Ма не е рамноправност, Ја не знам кој е крив, ја не знам кој е крив, кој да е крив за тоа што феминизмот толку тој појам сам се упропасти, не сакаме равноправност. Тоа е јас мислам, јас сум се феминистка, па морам да ги одбранам и тие и нас лудаците. Стварно не сме за равноправност. Јас само би сакала мажот утре да не ми, ако му кажеме може да ги изнесеш децата до парк, да отидам со другарки до у салон, сабота денеска ми одбудам и кажат важи љубави. Или сам да дојде од сабајле да ми каже, децата ќе ги земам данас. Тоа се наједноставните работи за кои се случуваат најголемите кавги. Еден ден да стане стабеле. Па ете со деца. Другарките јас ќе ги земам децата денеска, следна недела ќе се менјаме. Просто да имат желба од машка страна да учествува у работите кои што се означени како само за жени. Знаеш како случај? Мајчинство, домаќинство.
женава повредена од фактот дека он побарал развод и сега иде на тоа му ги брани децата, Катастрофа. ги оспоруваше сите можни решенија кои што ние ги баравме за видување и ја она не можев да се воздржам, викам, абе жено. Ја гледам жена ми колку е зафатена, гледа све да постигне. Ја да сум на нејзино место и да се разделиме, да сум ја на нејзино место. Па едва ќе чекам да дое викенд, вака да ти ги спакувам децата, носи и отварам флаша вино тука и ги викам другарките. За инет, за инет. Не е за инет, за да се Она го прави, она го прави. фала Богу дека го прави Суета, за инет. его, Ме разбираш? осеќа. Така да, меѓутоа многу грди развој. 80% од разделбите и развоите за жал е тоа така, иако јас сум А зашто се разведуваат најчесто? Најчесто е многу е често прељуба, значи тоа Добро. е секој втора е прељуба и токсични врски во смисла на тоа да тука се мажите криви, а не бегам од критика, само критика како Така. сакаш да па ете, и тоа многу постои, не може да излагаш со другарките, не може да, значи едноставно психолошко насилство, психолошки притисок, омалважувачки однос и тоа постои доста, меѓутоа во дел физичко насилство, кој што кажа Мартин, тоа е биологија, се знае кој е последен, но верувај дека психолошко насилство постои и од обратна страна, и Од дека тука е жената речи кон мажот. 50-50, да. Верувам. Значи, ако ти седнеш, не може да мажот го достигне својот зенит ако ти му кажуваш дека него не го бива, дека не чини, дека е неспособен, дека не можеш да најдеш поплатена работа. Така да тоа постои од двата пола, да знаеш. Да, ама затоа и ти реков жената е тука и тоа што на почетокот што го спомнав да го подобри или да го сруши мажот. Ама ти Мислам треба да дека си многу луд да бидеш со повеќе, жена што те многу руши. повеќе, иако и обратното важи. И подобро, значи види, не е 17 век. Во 70-тите, на пример, во Италија конкретно до 74-та жено, кога е роден Мартин, бил, значи забранет бил разводот. Значи забрането е да се така. разведеш, законски ти не можеш да се разведеш. Секако дека нормално е подобро да има заедница, да живеат заедно и функционално семејство, меѓутоа никако не е подобро да е тоа токсична средина. Така да нормално, како кажам, Подобро среќни разведени родители. Ужасен крај отколку ужас без крај. Да. А кажи ми, просечното време на развод колку е според Ќе ти твоите кажам, статистики? ќе ти кажам не по моите статистики, по статистика на судика која што отиде во пензија, која што беше брилијантна Виолета, која што работеше семејно право, беше после во апелација 2 години па се пензионираше, дека 80% од поновите бракови се разведуваат во првите 5 години. Што е Тоа е многу висок многу процент. лоша У Така е. Србија е Така. статистиката до година дена. Стварно. Боже. Види, Увек малце и децава се премногу Заветуваат. забегуваат и во смисла, знаеш како се многу размазени да не кажам сега прва кавга готово одма собирам коферите. Види, животот и бракот не е само убавина. Секој кој што ќе ти каже дека јас со сопругата или јас со сопругот, па толку цело време се ние никогаш не сме скарале. Па или не се сакате или ви е многу досадно, значи не постои таков брак. Идеален брак се снежам верувам дека си долго време брак, значи не постои. 20 Секој имал- години Многу цели. долго. Секој имал ups and downs, мислам, таман работа, меѓутоа тука е компромисот кој што треба да се најде меѓу двајцата за да се надополните. Јас сум имал жестоки караници со сопругата, меѓутоа на тоа завршило, едноставно ќе се помириме и тоа е тоа. Така. Добро, дајте реклами да давам подароци и ќе си одим. Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме. Добро е, издивновме. Да, малце. Го имам последното прашање, вие ќе размислувате на него, а јас ќе ви давам подароци, значи вака. Кога мажот не се апдейтира, дали е тоа затоа што жената не е спремна да чека, или затоа што апдейтот мажот го доживува како закана за губење на авторитет, позиција, а не како раст? Размислувајте, давам подароци. Добро. Да почнеме да Значи, зборуваме. дали- Ќе не, ми даеш не, не, подароци не, не, без не, да не. го дадеме задоволителниот Да, ќе ви одговор. дадам, после ќе ви ги земам ако не сум Да, да, задоволна. Да. Значи, овде имаме Лоренти, за вас мажите, еве. Ви имате двајцата брада, така да ова е за одржување на брада, ќе се видите. Еве за мажите, вие сте привилегирани, добивате вакво. Секогаш. Да. Тара ќе добие од Ладрија козметик, значи женска козметика за лице. Тука имаме Алче Неро, ова е органска храна, значи за да такво бидете ми фалеше. здрави, живи, да, мислиме, секогаш. Флорадикс, Флорадикс овде освен што имате сирупи со витамини, Алпенкрафт исто така, сега за грло и имате еден сируп за детоксикација. Мислам, така некако ми дојде, ама па за у мене подобро погледна. варење. За Па, подобро да, варење и детоксикација, така да. За, како рековме, за стомачни пак да се појават. Идеме натаму. Би се Добро? изненадил само од себе. Така, чекай се овие.
Добре, тешко. Кој чисти по дома? Ја. Добро, ако ти Јанаки. чистиш. Јанаки? Не. Кажа, Он има амбиција, ама лошо чисти. Ама и тоа треба да го Амбиција, лоша прифати. Не, реализација. ја понекогаш не ќам да и се мешам. разбираш? Да, бе, да, са не. Многу ја сакам, не ќам да и се мешам и оставам. Патува да чисти, Добро. нека чисти. Еве прохигиена, ќе видиме кој прв ќе се фати за Не ми е за, проблем. за пешкири ова за што е тука. Добро, прохигиената. Ете. Јас сакаш да ти кажам зашто е. Зашто е, све ќе кажеш ти. Добро, Осоговски млечни производи ги проба Тара, значи сите ги имате, Пеувам. кашкавалчиња, сиринциња, значи повели. Винцето, Станушина го пробавте од Захарчев, ви го праќам за дома. Моментално не пијам, но тоа не значи дека во иднина нема да биде така да. Добро. Добро, виното- кој го проба, ете, Виното не ти смета за... во виното е вистината, јас дадов за да ја видиме вистината. Она околу смета. Иначе виното... Не, тоа вино алкохол е се толку најлоши калоричен. калории, не е така, меѓутоа добро. Жени има најмалку. Мислам дека има Да. и едни поговорки. Ама немаш време. Па ја немам време, ама ако ми се допаднат. Добро, ајде да го слушнам одговорот на последното Прашањето беше конкретно? Прашањето беше кога мажот не се апдейтира, значи дали е заради тоа што жената не е спремна да чека, или заради тоа што он смета дека со апдейтот ќе изгуби некаков авторитет, позиција, а не го смета за раст. Види се, ова е малку трик прашање што подразбираш ти под апдейтира. Тоа би било убаво да ни посочиш за да може да ти одговориме, меѓутоа не маж, генерално човек кој што не е спремен да се апдейтира ќе тапка уместо. Така да сакам цело време да учам нови работи, барам цело време предизвици. Искрено ќе ти кажам и моментално и да не речам во идентитетска криза сум во делов на кариерава да сум стигнал некој ниво и бараш предизвици и малку ти станува секојдневие што мене не ми се допаѓа, така да генерално човек кој што не се апдейтува заостанува. Имам некои планови и во тој дел планирам. Многу сакав трето дете чисто околу семејството, тоа не ми се оствари и не верувам дека ќе се оствари бидејќи сме веќе нели во години. Ама какви години? Ајде, јас ти посакувам Јас трето дете. апсолутно посакувам, меѓутоа имавме меѓу двете деца нели Добро. да не навлагам, така да за мене секогаш 3 деца биле идеални. 2 се малце, 4 се многу, Добро. значи не. Добро, да не се лажеме, така да човек кој што не е спремен да се апдейтува на секое поле генерално е неуспешно. Така, добро. Тара, ти што мислиш? Сметам дека мажот ако е не апдейтиран, не треба воопшто да навлага во партнерски односи, да очекува од жената да го разбере, да го чека и се понатаму. Исто важи за жената, дека прво треба да се оформираме како луѓе, па онда да влагаме во брачни заедници, така да и двата. Добро, ти што мислиш? Сепак е до човекот, дали е маж или жена, или сака да се апдейтира или не ќе да се апдейтира. Добро. Значи, ако е он задоволен со она што го има и за друго ништо не го интересира и се гледа сам себе, не може да се апдейтира. Ако гледа бар, не знам, 10 метри подалеку, onda мора да се апдейтира. Сепак е до човекот. Така. Значи не е тоа општо дека мажот Желбата треба да се или жената надогради треба или да не? се. Треба да се. Сите правиме апдейт некаде каде што треба да дојдеме до некој компромис. Секогаш е така. Добро, ама жената тука веројатно има и клучната улога за тоа дали е спремна да чека, па полека, па све, па не на е тоа, тенане, колку види, време му понекогаш- треба. Понекогаш па и мажот можда нема време да ја чека жената Може да се би, апдейтира, нели? може би. Мислам, вие баравте равноправност, веројатно се ја псуете таа што барала равноправност. Да, искрено Сака да. да се вратите назад. Да, што беше на таа. Така да не бидете равноправни, меѓутоа тражили сте, гледајте. Така. Вадам по една поговорка, прочитајте ја, протолкувајте ја и ќе си оди. Ајде. Чекај сега, сите Те треба да затвори, извадиме по една. Се Дај да ти затвори ова, отворам. чекај. Ајде, по една. Ајде, па 4 имаш само. 4 имам само. Ајде, повели. Мене што ќе ми остане? Не знам. Не, таму, Ајде, Ама таму. ајде да се смириме, ајде. Инсистирам, Ајде, да сум ќе ти ти оди. смирен, инсистирам на еве ти си дама. Ајде, бре, треба да гасиме снимање. Ајде. Ќе почнеме од тебе. Што ти пише своја говорка, таа кажи што Среќа па толку. со покрупен Шубава изор. Ајде, со покрупен фон си ги Да. направила. Жената би требала да го омекне, но не и да го ослаби мажот. Одлично. Така е. Значи, сепак, абе, ако сме ние мужи, ние сакаме некојаш да ни прија, да ни биде убаво, тоа е нормално. Сакам секогаш да ни биде убаво, зашо некогаш? Сакаме да слушаме некогаш управо беше, ме разбираш? Добро. И ние сакаме тоа да чуеме некогаш. Супер, ајде, Јанаки. Најдобри се жените кои имаат минато, а најдобри се мажите кои имаат иднина. Се слагам. Се Чекај, слагам. он дека Чекај, каже. чекај, он е наред. Не знам што да ти кажам, но во бурете, еве, слагам. Така, нели? Да. Добро, окей.
Лесно е да бидеш лав покрај лавица. Се слагаш, така ја реки. Те ни го погодивте и Така, кажи. Мислам дека ова за водителката се погоди. Полесно ќе стопите железо, отколку што ќе ја совладате тврдоглавоста на жената. Мене Абе, дома и ми ние сме- викаат дека сум големина, е така да изгледа се Абе, помале, ние можете да. сме на поголеми Одинете, муки од вас брат. жените, ама ајде. Фала ви, мислам дека имавме конструктивен, иако на моменти беше напнат Не, разговор, супер беше. ама добро. Беше интересно Кој за без- гледање во секој случај. Беше интересно за гледање. Добро. Ви посакувам да сте успешни во сето тоа што го правите и да уживате со вашето семејство и вие двајца да бидете она што и треба да бидете, значи посветени сопрузи и И нашите посветени сопруги исто би требало така татковци. да бидат. Да. Тара, продолжи си да го најде правиш тоа побрзо што го правиш, ако да си најдеш побрзо Побрзо некој, верувам дека Не си... фала, не фала. Јас искрено, јас сум се задоволна. Ако има совршен, господин совршен, тој може да дојде. Вака фелерични не можам да. Живци немам, на улудница ќе завршам. А знаеш како? Ја секогаш, да речеме, имам пријател кој што секогаш замислува дека треба да има авион, девојка. Паметна, авион, Добро. згодна. Тоа све да И има. јас знаеш што му правам, само го носам пред огледало. Погледни брат што нудиме. Јас искрено нудам све и мислам дека жените ги терат пред Ама тоа друг 25 треба да да го се. каже како Да. ти си каже ја. Па јас, да сум си свесна на себе си, не сум, мислам 25 години имам. Знам Па кои ми се добре, квалитетите, ајде. не, тешка сум као црна земја. Ама ги имам другите квалитети. И Тоа- уште си тоа млада. ти е погрешна И уште перцепција. си Ќе ме млада. научиш, мислам дека е многу лесно. Одлично. Уште си млада. Лека. Леле ме карате од како дојдов. Да те омажиме те карам сакаме. Како може да караме кога си совршена жена? Браво. Фала ти, ти вистина да кажеш еднаш. Фала ви! И на вас. Жива, фала, ајде.